нашата колешка Елизабета Спасеновска со една, би рекол, необична иницијатива и необична, да кажем, особено училишна активност, за која што Елизабета со својата соговорничка сигурен су повеќе ќе не информира. Добро утро. Денеска се вклучуваме од средното училиште Браќа Миладиновци во населба Драчево, училиште кое што е познато по својата ветеринарна земјоделска струка, меѓутоа и гимназиско образование. Интересно и необично е тоа што утре овде ќе биде промовирана мини зоолошка градина, која што ќе биде отворена и за посетители, меѓутоа ќе ја користат и учениците во рамки на практичната настава. Повеќе за ова ќе ни открие нашата денешна гостинка, директорката на училиштето Елизабета Ангелеска. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и благодарам што не почестивте со вашето присуство. Се чувствуваме навистина убаво и пријатно тука. Пријатно сум изненадена како изгледа оваа мини зоолошка градина и колку се животни и птици има. За почеток, како дојдовте до една идеја да отворите мини зоолошка градина за потребите на училиштето, меѓутоа и да ја отворите за посетители? Идејата за отворање на една ваква мини зоолошка градина е уште од 2015 година, кога и се отвори, а беше на група ентузијасти кои што предаваат тука стручни и теоретски предмети. Благодарение на нив се отвори оваа зоолошка градина, а ние денес со збогатени содржини сакаме да ја направиме отворена и за јавноста. Утре ќе биде свеченото отворање, како што сум информирана. Тука ќе присуствуваат и министрите за образование и наука и за земјоделие и градоначалникот на град Скопје и на општина Киселовода. Меѓутоа, може ли да ни кажете влезот, дали ќе биде бесплатен за посетители, од колку до колку часот ќе работи градината? Зоолошката градина ќе работи во работно време, заради тоа што тука вработените ќе се грижат за неа, немаме посебно лице вработено, а и учениците ќе дадат свој допринос во комуникацијата на посетителите и, да кажам, носењето од едно на друго место или од едно до друго животно и објаснување за животните. Влезница нема да се наплаќа класично, туку ќе биде врз основа на доброволен прилог, кој колку може или кој колку има. Она што е важно да споменеме е дека грижата за животните е оставена и препуштена токму на самите ученици. Се снаоѓаат ли тие? Да, под менторство на своите професори кои што предаваат ветеринарна група на предмети, но и сточарска група на предмети, учениците се грижат за самите животни. Свој допринос тука даваат сите вработени. Значи можете да забележите како е раздвижено и дека секој дава во својот дел или во да кажам, во описот и пописот на работните задачи, се што им ја не се реализира онака како што треба по протокол, но ние работиме се што можеме да сработиме. Секој што може, тоа го работи. Во пресред сме на новите уписи за новата учебна година. Очекувате ли голема заинтересираност на нови средношколци? Се надеваме дека оваа година заинтересираноста ќе биде поголема од претходната. За жал, во изминатите десетина па и повеќе години, земјоделско-ветеринарната струка е ставена на маргините. Учениците, поточно нивните родители, не сакаат децата да се занимаваат со земјоделство или со ветеринарство или со одгледување на домашни животни, затоа што земјоделството во минатото беше трудоинтензивна работа. Меѓутоа денес модерното земјоделство дава човек да се чувствува и многу убаво кога ќе ја работи таа работа, но и да добие одредени приходи за нормално живење. Што е она што би можеле вие да им го порачате на родителите и на идните ученици, средношколци? Кои се придобивките да се запише еден ученик во средно стручно образование или конкретно во вашето училиште во споредба со тоа ако одлучи за гимназиско образование? Запишувањето во средно стручно училиште на учениците им овозможува, доколку не се запишат или не сакаат да го продолжат своето образование, веднаш да излезат на пазарот на трудот или да отпочнат со свој бизнис. Значи, учениците добиваат едукација и за отпочнување на собствен бизнис. Придобивките што ќе ги имаат од тоа што веднаш ќе се вработат е тоа што ќе се осамостојат на помала возраст и ќе можат да си бидат своји газди или може да се вработат кај некоја друга компанија која што ќе им нуди поголеми услови за работа. А исто така морам да истакнам дека учениците од стручното образование може да се запишат и на факултет доколку полагаат државна матура на било кој факултет.
Оно што беше карактеристично за изминатава година е онлайн наставата. Како се одвива онлайн настава во едно стручно училиште? Знаеме дека тука има и стручни предмети и практична настава која што не може нели од дома да се извршува. Да, учениците кои што ја следат практичната настава доаѓаат со физичко присуство. И во текот на целата година овдека имаше врвулица од деца, нормално почитувајќи ги сите протоколи. А учениците кои што следеа теоретска настава и вежби, наставата ја следеа онлайн. Наставниците од своите кабинети се трудеа на најдобар можен начин да им долуват она што требаше да го видат и да го слушнат. Каков успех е потребен за еден ученик да се запише во ветеринарното училиште и исто така и за земјоделската струка? Значи, за да се запишат учениците во земјоделско-ветеринарната струка, потребно е од минимум 40 бода за одредена струка до 45, а за гимназиското образование како и насекаде во гимназиите. Меѓутоа, тука ни доаѓаат ученици со многу повисок успех, оние кои што навистина сакаат да се занимаваат со земјоделско-ветеринарна дејност или кои што сакаат да се запишат во гимназија. Така, да се биде ветеринар е навистина убава и благородна професија, посебно треба да се сакаат животните, да се пристапува со љубов кон нив. Не можам да не забележам дека ми го одвлекуваат вниманието сите овие животни кои што ги забележуваме ние. За жал не знам колку можат нашите гледачи преку камерата тоа да го забележат. Колку видови на животни имате тука? Имаме повеќе од 20 на видови и некаде околу 50 на единки. Од каде ги донесовте? Имате ли соработа со други вакви слични институции? Првите животни што ги донесоа во 2015 година беа од Зоолошката градина од Скопје. Потоа тие животни ние почнаме да ги зголемуваме или да носиме наши, а дел да враќаме во Зоолошката градина од Скопје. Имаме носести мечиња кои што ни се подарок од една зоолошка градина од Словенија, од Словенске Којнице. Ова зоолошка градина за нас беше инспирација нашата училишна зооградина да ја отвориме за опкружувањето. Токму тоа ќе го направиме и утре со свечено отварање, не отварање како зоопарк, туку отварање кон опкружувањето. Тука некаде јас ќе ви заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Верувам дека ги интересиравме нашите гледачи, дека го задржавме нивното внимание и дека ќе издвојат дел од своето време, ќе дојдат и ќе посетат вашата зоолошка градина. Сакам уште нешто да истакнам, дека во рамките на училишната економија функционира и аквапоника. Тоа е систем на одгледување во симбиоза на риби и растенија. Имаме зачинска градина, но имаме и зеленчукова градина. Училиштето располага со современа земјоделска механизација. Одгледуваме десетина пчелни семејства кои што беа дел од еден проект, како што е сега и проектот од отварањето на зоопаркот кон опкружувањето. Значи има што да се Има види. што да се види, има што да се научи. Доколку нели се дојде тука да се посети, меѓутоа и доколку некој од полуматурантите одлучи тука да го продолжи своето 4-годишно образование. Ние се одјавуваме од средното ветеринарно училиште.